Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа 33-та седница во овој состав. Седницата траеше речиси 1 час ефективно, советниците работеа и расправаа по 20 точки од дневниот ред, од кои неколку беа предложени на лице место. Од материјалите кои денеска заслужуваат да ги споменеме се усвојувањето на неколку точки поврзани со буџетот и ребалансот на буџетот на општина Кавадарци за 2019 година. Се работи за кварталниот извештај за завршување на буџетот на општината за тековната година трет квартал, како и програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци. Во текот на оваа седница беа донесени одлуките за предлог програмата за одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на општината или така наречените интервенции во зимски услови за тековната 19-20 година за работата на зимската служба. Во текот на расправата беа донесени повеќе предлог одлуки, главно за одредени измени кои се однесуваат на подрачјето на општина Кавадарци, конкретно во село Дреново, во општина Кавадарци, во катастарската општина Чемерско, катастарската општина Бојанчеште и други локации. На седницата денеска беше усвоен и предлог правилникот за користење на простории и собственост на општина Кавадарци од страна на друженија, фондови и сојузи од општинава. Едно од прашањата кој предизвика внимание и прашање кај советниците беше годишниот план за вработување во јавното претпријатие јавни паркиралишта Паркинг Кавадарци, како и актуелниот ценовник кој ќе треба да биде применет од страна на ова претпријатие во текот на ова година. Имено, како што беше денеска речено, до 15.11 ова година или до 15 ноември ќе има почетен период на сообразување на правилникот и навиките кај граѓаните во врска со примената на правилникот за паркирање на јавните површини во прва, втора, односно трета зона во општинава. Во оваа смисла и градоначалникот на општина Кавадарци излезе и ги потврди уште еднаш одлуките на Советот на општина Кавадарци, а кои се однесуваат на ценовникот за извршување на услугите во делот на паркирањето. Градоначалникот говореше и за други детали поврзани со оваа новина во работењето на општината, односно јавното претпријатие Паркинг кој во општина Кавадарци ќе започне да работи нормално. До крајот на седницата бе разгледани други материјали поврзани со редовното работење на општина Кавадарци, а во чија ингеренција се разни претпријатија од областа на јавните услуги, како што е јавното претпријатие Јасмин Кавадарци и други субјекти, а се во служба на обврските кои ги имаат одредени претпријатија кон општина Кавадарци. Во продолжение, еве што градоначалникот Митко Јанчев рече во врска со новиот ценовник или примената на ценовникот за паркирање и одредени детали кои веројатно ќе бидат од интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Оптимистички беа нашите размислувања, меѓутоа реални и таа дозвола добивме во понеделникот како дозвола за сообраќајен проект за паркирање. Во делот на зоновото паркирање, со денешната одлука за планот за работување и со потврдувањето на МИОА, ние ќе почнеме да стартираме веројатно најкасно 15-20 ноември, ќе оставиме 15 до 20 дена пробен период. Што значи пробен период? Пробен период значи дека сите вработени кои ќе бидат во јавното претпријатие, прво ќе вршат едукација, ќе делат флаери, летоци, ќе ги укажуваат токму сите овие работи на сите возачи, луѓе кои ќе паркираат, за да може да се усогласат со делот на паркирањето. Нема да одиме со мерки во делот на казнување и така натаму, тие 15 до 20 дена како што одлучиме интерно, додека се усогласат со целокупната ситуација. Она што најнего ги засега граѓаните, токму и тоа денес како одлука го донесовте на совет, тоа е што значи за оние луѓе кои живеат во централно градско подрачје, во подрачјето кај што немаат друга алтернатива за паркирање освен јавниот паркинг. Како и секаде, кај што има зонско паркирање, така и кај нас, со купување на годишна карта, која што ми се чини дека околу 900 денари за прво возило беше, нив им се овозможува 24 часа, 365 дена во нивната зона на паркирање бесплатно да паркираат или со таа карта да немаат плюс трошок и надомес. За второ возило ми се чини дека цената е поскапа, 1500, а за трето возило не постои опција, затоа што до второ возило е ограничено паркирањето. Тоа важи за тие што живеат во колективно домување и оние куќи во индивидуално домување во првите редови како што се на Митовеџа Василев, на Илинденска, на Тиквешко Востание, на Илинденска и така натаму.
Оние кои што сакаат да си купат VIP место и за гарантирано место за паркинг, тоа ми се чини дека беше над 1500 евра колку е таму годишно, што верувам дека не е практично и не е толку за дискусија. Времето на паркирање е ограничено по 3 основи. Првиот час се наплаќа 30 денари и секој нареден час се наплаќа по 30 денари во прва централна градска зона. Меѓутоа, паркирањето е ограничено на максимално 2 часа. Тоа е потик за да, кога ќе паркира, вториот час, кога ќе помине, да мора да ја помести колата, да не ја остави да стои цел ден или да држи место резервирано во паркинг. Тоа не важи за оние што имаат месечни, односно годишни карти, како луѓе кои што се жители на таа зона по лична карта и по делот на станување. Во втората зона е 20 денари и секој нареден час 20 денари и во третата зона е 10 денари. Мислам дека ги имаме минималните цени земено со оглед на истражувањата во цела држава и најголем бенефит од оваа работа, јас мислам дека ќе го имаат токму тие граѓани кои живеат во градското централно подрачје, ќе го имаат сите граѓани кои ќе го посетуваат центарот, затоа што целата нова предпријатие, покрај тоа што треба да го уреде паркирањето и да граде нови катни гражи, сообраќајно одбележување за паркирање и сите други работи, целата е да го растерете паркингот, затоа што кога ќе биде платежно, секој еден ќе си води сметка за своите потрошени пари и дали треба да остави колата по цел ден, по цела недела и така натаму. Ние сега во моментот имаме случаеви што на едно место, на паркинг место, затоа што не е зонско паркирање, има коли кои што стојат и по месец дена не ги поместуваат. Регистрирана е колата од страна на делот на сообраќајот. Не прави прекршок, човекот може и на одмор 20 дена, колата си стои на тоа место. Така да мислам дека ќе се растерети делот на паркирањето. Анот, како ан го имаме веќе тендерирано и треба од понеделник градската компанија да почне да го работи со нови 70 паркинг места. Во делот на градскиот пазар предвидовме 2 катни, односно 2 подземни гражи, така да мислам дека во тој дел ќе направиме комплетно растаретување на централното градско подрачје, да може да има место за паркирање. Има и дневни карти. Дневните карти кои се купуваат по цена од 300 денара се претежно повеќе за странци, туристи кои што доаѓаат и не поседуваат мобилен телефон од делот на нашите оперативни мрежи. За нив е предвидена дневна карта. Билети во делот на хартија форма ги исклучивме и сакаме стриктно да одиме со SMS пораки, за да избегнеме манипулацијата во делот на работењето со готовина и човековата особина да некој дојде до кеш или да земе пари па да злоупотреби во тој дел. Така да гледавме на сите сегменти да ги запазиме. Нормално дека ова предпријатие е ново, треба да почне да работи по 15 ноември, како што кажавме, и мислам дека ќе претрпи уште повеќе усогласувања и ќе претрпе повеќе промени, се во интерес на граѓаните. Морам да спомнам дека денеска имаме и супер вештачи од претходниот мандат на градоначалникот Панов и претходниот состав на Советот, затоа што ни го раскинавме приватното јавно партнерство во делот на претходно издадената дозвола на концесионерот. Сега имаме судска постапка, си бара оштета човекот по тој основ. Мислам дека ние сме си на правата страна, затоа што немаше услови да се даде на ЈПП, и ако го дадевме на ЈПП, овие цени сега што ги гледате тука и сите работи ќе беа многу повисоки, ќе беа 5-6 денари, и тоа беше тенденцијата наша заедно со вас да го направиме и јавно предпријатие, да биде на страната на граѓаните, а не на страната на профитот. Така да мислам дека граѓаните воопшто не треба да се грижат тука, затоа што сите пари ќе се рефундираат на соодветен начин, пак во општествен јавен интерес, нема да отидат во приватни цели, затоа што осетлива категорија, пак ќе кажам, јавно паркирање од секојдневна основа. Благодарам.